Добар ден. Добар ден, кој е реден? Ние дојдовме да се пријавиме за полагање за скутер. Така, повеле да седнете. Фала. Така, значи треба да исполнуваме одредени услови, значи да исполнувате, како што е старосна возраст, исто така и изјава од родител треба да имате, нели? За кој мотор ќе се работиш? До 50 го пика. Тоа спаѓа во М категорија и треба да имате 14 години возраст. Така, ние имаме 16. Тоа значи супер првиот услов. Јас ќе ви дадам една изјава. Повелете, значи со родителот ќе ја пополните таа и ќе ни ја вратите пак. Добро. Инаку се полага само теоретски дел од испитот, а за таа цел ние организираме секој ден настава од 11 часот, така да можете да доаѓате и да посетувате така. Така, добро. И пак ќе се видиме. Мило ми Пријатно. беше, се гледаме пак. Гледање. Секој што сака да управува во сообраќај на пат со велосипед со мотор, мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл, може да управува ако ги исполнува следниве услови. Лицето да наполнило 14 години возраст за управување со велосипед со мотор. Лицето да наполнило 16 години возраст за управување со лесен трицикл, трицикл и лесен четирицикл. Лицето да наполнило 18 години возраст за управување со мотоцикл. Лицето да е здравствено и психофизички способно за управување со велосипед со мотор, лесен трицикл, трицикл и лесен четирицикл. Лицето да положило возачки испит за познавање на сообраќајните знаци и правила на сообраќајот. Здравствената и психофизичката способност за управување со мотоцикл, трицикл и четирицикл се докажува со уверение, а за управување со велосипед со мотор, лесен трицикл и лесен четирицикл со изјава на лицето или негов родител, старател, ако лицето не наполнило 18 години возраст. Значи, понатаму ќе зборуваме за идниот возач кој здравствено и психофизички е способен да управува со велосипед со мотор. Што треба да знаете за да управувате со велосипед со мотор? Во сите урбани средини во светот каде што патничкиот сообраќај е во постојан пораст, се зголемува и употребата на мотоцикли и велосипеди со мотор или популарно кај младите наречени мопеди или скутери. Возењето на наведените возила се во пораст покрај другото и поради предностите кои произлегуваат од нивното користење, а тие се: економичноста при нивното користење, односно малата потрошувачка на гориво, кое од ден на ден е се поскапо. Брзо совладување на простор за покусо време и движење ни се поинтензивниот и погуст сообраќај, овозможено од нивната конструкција. Лесно пронаоѓање мал простор за паркирање, пристигнување многу блиску до саканата локација и објект, помало загадување на животната средина поради помалата емисија на издувни гасови. Возачите и лицата кои се превезуваат на мотоцикли и велосипеди со мотор, како учесници во патниот сообраќај, треба да имаат предвид дека нивното користење, освен погоре наведените предности, има и своји негативности како што се: помала стабилност на возилата поради фактот што се движат на две тркала, односно постои опасност од паѓање и повреди на возачите и лицата кои се превезуваат. Недоволна заштитеност на лицата кои се возат на нив и директна изложеност на удар од други возила, овозможено од нивната конструкција. Возачите и лицата кои се превезуваат со нив се изложени на директни временски влијанија како што се ветар, дожд и сонце. Овие возила не се возат во текот на целата година. Непочитувањето на сообраќајните правила и прописи од наведените категории на учесници во патниот сообраќај негативно влијаеше на вкупната безбедносна состојба. Имено, според статистиката на МВР на Република Македонија, во 2007 година, во сообраќајни незгоди во кои учествувале мотоциклисти, возачи на велосипеди со мотори и велосипеди, регистрирана е следната состојба и тоа: загинати вкупно 31 лице и тоа 13 возачи на мотоцикли, 11 возачи на велосипеди со мотор, 3 возачи на велосипеди, 4 лица што се превезувале со нив.
Тешко телесно повредени 257 лица и тоа. 92 возачи на мотоцикли, 77 возачи на велосипеди со мотор, 65 возачи на велосипеди, 23 лица што се превезувале со нив. Телесно повредени 891 лица и тоа. 292 возачи на мотоцикли, 242 возачи на велосипеди со мотор, 204 возачи на велосипеди, 153 лица што се превезувале со нив. Поради сето горе наведено, ние ве советуваме пред се добро да размислите пред да се вклучите во сообраќај на пат со возило на две тркала. Избор на заштитен шлем или кацига. Сите возачи на мопеди и мотоцикли, заради безбедност, мораат да носат задолжителна заштитна опрема, а тоа е заштитниот шлем или кацига, кои според обликот и формата имаат одредена специфична намена. Изборот за кацига е личен и според потребите. Здраво! Си одбравте кациги? Па, да. Убаво. Меѓутоа со бројчињава како? А мене мислам дека ми е точна. Ова ти е голема. Се види дека самата кацига е голема. Не сме вака да шета, мора да биде фиксна, да биде стегната малку. Секоја кацига кој се бира, најбитно е бројчето да биде соодветно според големината на главата. Голема кацига, значи не смее да биде. Треба да биде стегната, што значи и при не дај Боже некој удес може да предизвика поголема штета него што ќе направи заштита. Значи можеме да измериме сега точно со метро да видиме големината да се одреди големината на кацигите. Прво да измериме големината да видиме кој број сте, што ќе каже метрото. Значи овде покажува S големина. На секоја кацига на задниот дел го покажува бројчето и испишано значи која големина е кацигата. Да. Што значи S големина, нешто на пример. Вака би било за тебе. Малку ствара притисок на образите. Да. Да. Значи треба за да провериме дали е добра кацигата. Главата се цврста треба се држи. Значи не треба да шета лево десно, во случајов не шета и на задниот дел од кацигата треба значи да не може да се пикне раката, значи прсти да не влегува во задниот дел на кацигата. Исто и за тебе. Значи еве вака нешто би било соодветно. За правилно местење на кацигата, значи се расшируваат каишите и се навлекува кацигата. Исто друг важен момент е, значи секоја кацига мора да биде закопчена. Откопчена кацига не смее да се употребува, да се вози во случај на незгода за да не испадне. Други типови кациги, да речеме, ова е интегрални кациги се овие, за скутери, значи има и джет кацига. Тоа е овој модел, кај што исто има соодветна заштита, меѓутоа не се full face или интегрални. Секоја кацига е битен детај, значи за да одберете исто правилно кацига, треба да пазите моментот за да е таа кацига хомологирана. Значи, мора да го има овој детај. Тука, кај што се гледа дека извршени сите тестирања, според сите, значи, изработено според сите стандарди за заштита. На задниот дел од кацигата е обележана големината, значи, S големина во ситуацијава или е во сантиметри може да покажува и секоја кацига е грамажата, значи тежината, колку тежи кацигата е. Исто така битен сегмент и е заштитната јакна. Значи овие не се обични јакни, него се јакни со посебни материјали изработени од
кордура, Gore-Tex, Sympatex. Најбитно е што не пропуштаат ветер. Еве и за. Значи има комплетна заштита од ветер и водоотпорнице. А сите јакни значи мора да има заштитни потпунки од падови, значи на рамењата и на лактовите. Исто така други елементи потребен значи за моторцикл секој е заштитните ракавици, кои што секако и тие имаат заштита од несакани дејства. Еве вака, на пример. Сега мислам дека сте спремни за возење на моторцикл. Учење во автошкола. За сигурно и безбедно учество во сообраќајот, вас како идни возачи за новата категорија, односно М категорија, која што се работи за велосипеди со мотор, за да бидете безбедни, значи треба да ги почитувате сите сообраќајни прописи кои што се во сообраќајот. Да речеме, при најдувањето на раскрција каде што има поставено, каде што го има поставено овој сообраќајен знак, што би постапили вие, да речеме? Знаејќи дека тој знак Така. представува дека јас сум со првенство на минување, дека јас се наоѓам на главната улица, јас би поминал. Значи знакот дадениот знак ни е пат со првенство на минување, значи се наоѓаме на главна улица и би ја поминале раскрцицата безбедно. Иначе при најдувањето на овој сообраќајен знак имало или немало коли, пожелно да застанете на видното место, каде што ќе видите од сите страни на раскрцицата кои што треба да сечете дека не најдуваат никакви возила. Првенство на минување. На пат каде е поставен сообраќаен знак, крстосување со пат со првенство на минување, спаѓа во група знаци за изречни наредби. Означува близина на крстосница на која возачот мора да им го отстапи првенството на минување на сите возила што се движат по патот на кој тој наидува. Непридржувањето кон ова правило често доведува до сообраќајни незгоди. Овој сообраќаен знак се поставува непосредно пред местото од каде што за учесникот во сообраќајот настанува обврската да им го отстапи првенството за минување на сите возила што се движат по патот на кој тој наидува. На пат каде е поставен сообраќаен знак задолжително запирање стоп, спаѓа во група знаци за изречни наредби. Означува место пред влез во крстосница на кое возачот треба да го запре возилото и да им даде првенство на минување на сите возила што се движат по патот на кој тој наидува. Овој сообраќаен знак се поставува по правило на место на кое возилата мораат да се запрат, за да ги пропуштат возилата што се движат по пат со првенство на минување. На овој сообраќаен знак на коловозот по правило му се додава напречна ознака, линија на запирање, неиспрекината бела линија, која означува место на кое возачот треба да го запре возилото и да ги пропушти возилата што се движат по патот со првенство на минување. Разликата помеѓу сообраќајниот знак задолжително запирање стоп и сообраќајниот знак крстосување со пат со првенство на минување е во тоа што во првиот случај возачот со изречна наредба е обврзан да го запре возилото, а во вториот случај возачот го запира возилото ако така само процени, односно може да отстапи првенство на минување и со намалување на брзината на движење на возилото, ако при тоа правилно ја процени ситуацијата на крстосницата. Кружен тек. Според светските истражувања, во споредба со семафорите, кружниот тек на крстосниците има повеќе предности. Пред се, сообраќајот се одвива побрзо бидејќи нема чекање на црвено светло на семафорот. Исто така движењето се одвива во еден правец, што го намалува метежот на крстосницата. Најголема предност на кружниот тек е безбедноста. Таа особено важи за крстосници кои се надвор од градовите, каде шансите за сообраќајни незгоди се 2 пати поголеми, во споредба со крстосниците каде сообраќајот е регулиран со семафори. Многу возачи не ги познаваат правилата на кружниот тек. Постојат 4 важни правила за однесување на кружен тек. Прво, трепкачот се вклучува само при напуштање на кружниот тек.
Доколку трепкачот се вклучи при влегување, се добива впечаток дека сакате веднаш да се исклучите од тој тек на сообраќајот. Но при излегување од кружниот тек, мора да го вклучите трепкачот, со што ќе покажете во кој правец сакате да одите. Второ, треба да знаете да изберете правилната сообраќајна лента на движење. На кружен тек, каде што има две сообраќајни ленти на движење, при вклучување треба да се престроите десно, доколку знаете дека ќе го напуштите кружниот тек на првиот или вториот излез. На левата лента пак се престројувате доколку планирате да се исклучите од кружниот тек на излез кој е оддалечен. Трето, внимавајте на возилото до вас. Многу кружни токови се регулирани со сообраќајните знаци, крстосување со пат со првенство на минување и кружен тек на сообраќајот, кои спаѓаат во групата знаци за изречни наредби и имаат две сообраќајни ленти за престројување, имаат и две влезни ленти. Доколку при вклучување во кружниот тек се наоѓате на левата сообраќајна лента, а сакате веднаш да се престроите на десната, треба да внимавате на возилото кое веќе е на десната сообраќајна лента и има предност според правилото на десна страна. Четврто, доколку сте на внатрешната сообраќајна лента и сакате да се исклучите од кружниот тек, треба да вклучите десен трепкач и да видите дали десната сообраќајна лента е слободна. Доколку има возила, подобро е да продолжите и да свртите уште еднаш околу кружниот тек, за да не предизвикате неизгода со пресекување на патот на другото возило. Возачот на велосипед со мотор е должен да се движи што поблиску до десниот рап на коловозот, а ако постои велосипедска патека, по велосипедската патека, односно лента. Ако двајца или повеќе возачи на велосипеди со мотор се движат во група, се должни да се движат еден по друг. Ако на патот постои посебно уредена велосипедска патека, возачот на велосипед со мотор се движи по десната велосипедска патека во однос на правецот на движењето на сообраќајот. На велосипедски патеки уредени и обележани за движење на велосипеди и велосипеди со мотор во двете насоки, истите се движат по десната страна во правец на движењето на возилата. Возачот на велосипед со мотор може да се движи само по оние сообраќајни површини каде што е дозволено движење со такво возило, односно не смее да се движи по тротоари, пешачки патеки, пешачки зони, плоштади, на пат резервиран за